По повод денот на гласното читање книги, Основното училиште Никола Карев од Кочани беше организатор и домакин на промоција на кинеската литература за деца. Настанот се реализираше во соработка со издавачката куќа Македоника Литера од Скопје, која подолг период се занимава со издавање книжевни дела од кинески автори. Ние ги промовиравме нашите најнови книги за деца. Македоника Литера досега има објавено 60 на кинески книги, од кои над 30 книги се за деца и млади. Ние минатата година публикувавме една серија со кинески народни приказни, а кон крајот на годината, непосредно пред Нова година, почнаме со публикување и на нова серија најдобрата кинеска фантастична литература за деца. И токму овие две серии денеска ги промовиравме, меѓутоа покрај нив ние промовиравме уште две извонредни серии со извонредна квалитетна кинеска литература за деца и млади, а тоа се серијата најдобрата кинеска литература за деца и млади во 18 тома, односно 18 книги, која содржи избор од најдобрите кинески писатели за деца, односно од нивното прозно творештво, а тие содржат бајки, басни, раскази, приказни, новели и романи. Активностите предвидени за реализација во училишната библиотека, предвидени за учебната 2022-2023, продолжуваат и во второто полугодие. Првата активност која што ја реализиравме денес е токму со презентација на најдобрата кинеска литература и последното издание на најдобрите кинески приказни за деца во издание на издавачката куќа Македоника Литера. А наши денешни гости на оваа промоција ни беа учениците од подрачното училиште од село Тракање и село Градовци. Од Основното училиште Никола Карев, која беше организатор на промоцијата, најавија дека во наредниот период се планирани и нови настани, на кои ќе се промовираат дела од домашни и странски автори, а ќе гостуваат и писатели кои пишуваат литература за деца.